Над Битола повторно гори. Силниот ветер повторно ги разгоре жариштата, префрлајќи го огнот на другата страна од планината кон местноста викана Снегово. Заради силината на огнот и ветрот, за тешко пристапниот терен пак е побарана, а и е добиена воздушна поддршка од 6 летала. Паралелно се врши и координација со општинскиот кризен штаб за повторно вклучување на сите расположливи сили и ресурси согласно потребите. Ни изјави за Алфа градоначалникот на Битола Тони Коњановски, кој инаку цело време е на терен. Заради екстремно неповолните временски услови и постоењето на голем број жаришта, целиот пожарен терен продолжува будно да се контролира, а заради густиот чад, обиколницата од Битола кон Ресен и понатаму останува затворена за сообраќај, а возилата се пренасочуваат низ Битола, која исто така од синоќа е обвиена во чад. Првичните претпоставки се дека пожарот кој избувна вчера, нешто пред 17 часот, на ридот над Битола од тунелот кон бензиската Лукоил и се прошири високо во планината кон местноста викана Белкамен, најверојатно бил предизвикан од човечки фактор, односно од палење на дива депонија во околината на населбата Баир, што не е прв пат. Може топлото време секако, меѓутоа и човечки фактор. Тука често се јавуваат диви депонии. Ние ги санираме континуирано и имаме апел до граѓаните. Буквално на нашето предпријатие Комуналец и Нискоградба со помош на водовод и механизација редовно ги одржуваат депониите, меѓутоа секојдневно се јавуваат тука. Во овој момент тоа можеме да се надеваме дека ветрот тивна во овој момент, дека екипите ќе направат се. Се трудиме екипите сите, цела ТПП Битола, имаме доброволни друштва, граѓани само јавени што се понудија за помош, заминаја се на терен. Инаку битолчани ноќеска имаа тешка и непроспиена ноќ. Голем дел од нив доброволно самоорганизирајќи се, постојано одеа кон пунктовите на пожарникарите, снабдувајќи ги со вода и храна. Во гаснењето на големиот шумски пожар, кој според првичните проценки проголта над 100 хектари, главно нискостеблеста вегетација, но и шума од бор самоник и багрем, учествуваа 50 професионални пожарникари, како и доброволци од јавните предпријатија, од национални шуми, а и локално население. Пожарот во Битола пред повторно да се активира по Пладнево, целосно беше ставен под контрола околу Пладне, благодарение на воздушната поддршка составена од 5 ер-трактори, од кои 3 од Дирекцијата за заштита и спасување и 2 од Турција, како дел од помошта која стигна за справување на Македонија со пожарите.